Добар ден од мене. Јас сум професор Елена Маневска-Станојковска, наставник во СОУ гимназија Гоце Делчев во Куманово. И за денешната лекција имаме подготвено и номи ди парентела, односно јас и другите пријателски и семејни врски, глобално разбирање на текст. Ке започнеме веднаш со еден диалог во кој што ви се дадени именките кои што означуваат роднински врски, номи ди парентела, да видиме прво како звучи овој диалог, како е изговорот, како треба да се прочита и потоа ќе видиме и кои се именките кои што означуваат роднински врски. Значи станува збор за диалог помеѓу Ен и помеѓу Клаудио, кои што се фиданзати, се разбира, дечко и девојка, и сега тие разговараат за семејството на Клаудио и ќе видиме како тоа изгледа. Claudio, sai usare il videoregistratore? Sì, come mai me lo chiedi? Così. Mi fai un favore? Puoi accendere la luce? C'è troppo scuro. Ma sei pronto? Certo, basta premere questo bottone e... No, fermo, così registri. Ah, giusto, stavo scherzando. Ti accendo la luce. Ma è sul canale giusto? Dai, non continuare. Mamma mia, ma quanta gente c'è nella tua famiglia? Siamo molti, vero? Ah, questa al centro la conosci, è la sorella di mia madre e quello è un suo cugino, cioè un mio zio. Tuo zio? Beh sì, o forse un mio cugino. Non sono molto bravo con le parentele. Questa è la suocera di mia zia Franca con i suoi nipoti, figli del cognato di mia zia. Che casino! E quelle a destra? La ragazza è mia cugina Sandra con suo marito e i loro 2 figli. Che cosa sta facendo tuo nipote? Aiuto, che buffo! Non so che cosa sta facendo. Che bella famiglia che hai! Ma quanti siete? Al matrimonio della figlia della sorella di... Basta, basta! E сега. Во овој диалог, како што успеавте да забележите, во првиот дел од диалогот, што е воведен дел од диалогот, немате зборови кои што ви се потенцирани и истакнати со црвено, бидејќи тоа е воведниот дел во диалогот. Меѓутоа, веќе во вториот дел во овој слайд што сега го гледате, имате зборови кои што ви се означени со црвено и всушност тоа се именките кои што означуваат роднински врски. Имате тука сорела, мадре, куџино, зио, suocera, nipoti, figli, cognato, marito, nipote и така натаму. Сигурно, до сега барем сте се сретнале нели со овие именки што означуваат роднински врски, сега е време малку подетално да ги разгледаме. Да видиме што сме прво разбрале од овој текст. Cosa stanno facendo Claudio e N? Што прават Клаудио и Н? Значи, во самиот диалог се гледа дека се обидуваат и двајцата да пуштат некоја снимка, која што е снимено, всушност, свадба на некои членови од семејството на Клаудио. Qual è il problema all'inizio? Кој е проблемот на почетокот? Значи, со кој проблем се соочуваат Клаудио и Ен на самиот почеток од овој диалог? Како што гледате, не се многу стручни и двајцата како да ја пуштат снимката, така да проблем е со светлото, со кое копче треба да се стисне за да започне снимката и како всушност да почнат со гледањето на снимката од свадбата. Сега. Quali nomi sono usati per esprimere la parentela? Кои именки се искористени за да се снимат, за да се искаже роднинската поврзаност помеѓу овие луѓе? Сите оние зборови кои што се истакнати со црвено во вториот дел од диалогот се всушност зборовите кои што ги користиме за искажување на роднински врски. Тоа беа sorella, fratello, zio, suocera, nipote, cognato, marito и така натаму. Значи, со еден збор, сите оние зборови кои што ви се потенцирани со црвено во вториот дел од текстот. Сега, се разбира, тие не се единствените именки кои што означуваат роднински врски, има и други.
Сигурно најголем дел од нив веќе ги знаете, но еве сега како едно повторување ова нека дојде. Quali altri nomi di parentela conosci? Кои други именки што означуваат роднински врски ги знаеме? Еве ги накратко, најголем дел од нив, поделени се разбира на именки што означуваат роднински врски во машки род и именки што означуваат роднински врски во женски род. Па сега, ќе ги разгледуваме паралелно, значи машки и женски род. Падре, татко, мадре, мајка, марито, сопруг, моле, сопруга, figlio, sin, figlia, ќерка, fratello, брат, sorella, сестра, nonno, дедо, nonna, баба, zio, тетин, чичко, вујко, zia, тетка, стрина, вујна, cugino, братучет, cugina, братучетка, suocero, свекор, suocera, свекрва, коњато, зет и коњата, снаа. Значи, накратко, ова би се еднинските форми за именки што означуваат роднинска врска во машки и женски род. Сега се разбира, најголем дел од овие именки имаат збирна множина, која што, например, за падре и за мадре е genitори, која што за figlio и figlia е figli, nonno, nonna, nonni, zio, zia, zii, cugino, cugina, вие cugini, suocero, suocera, вие suoceri. Ако успеавте да забележите за најголем дел од овие збирни множини кои што ви ги кажав за именки што означуваат роднински врски, збирната множина оди со машкиот род. Значи, најчесто збирната множина е во машки род, бидејќи го знаеме правилото кое што важи во италијанскиот јазик, дека женски род може да се користи во множина доколку станува збор исклучиво за сите именки да се во женски род. Доколку макар едно од именките е во машки род, тогаш множината оди во машки род. Сите именки потпаѓаат под тој машки род. Сега, задача за вас. Кои се членовите на вашето семејство? Кои се вашите пријатели? Еве, кога зборувате за своето семејство, еве јас и другите, како најубаво можете да кажете кои сте и кои се членовите на вашето семејство? Ќе почнам од себе. Io sono Elena, ho una sorella, mio padre ha 60 anni, mia madre ha 65 anni, sono sposata, ho un marito e 2 figli. Што кажав јас сега? Дека јас сум Елена, дека имам сестра, дека имам татко кој што има 60 години, мајка која што има 65 години, дека сум мажена и дека имам сопруг и 2 деца. Ова можете на многу едноставен начин да го кажете и вие за вас, значи набројувајќи ги членовите од вашето семејство и користејќи ги овие номи ди парентела кои што ви се дадени овдека во слайдот. Толку за оваа лекција, поврзана со именки што означуваат роднински врски. Благодарам и се гледаме.